Поштовани гледачи, добредодовте во уште едно ново издание на емисијата Наша сцена. Како и секогаш, така и денес во ова издание ќе имаме прекрасни македонски песни од наши познати изведувачи, но имаме и едно интервју со македонскиот пејач Зоран Далчевски. Останете со нас. Ова издание на емисијата Наша сцена ќе го започнеме со една убава промоција на најновата песна на нашиот познат македонски фолк пејач Наум Петрески. Песната е насловена Гнездо, а е комплетно дело на даме од група Академци. Видеото ќе има и официјална промоција во ресторанот Александрија во Радожда. Нашата екипа ќе биде таму, па во следното издание ќе има повеќе детали околу промоцијата и новата песна на Наум. Сега уживаме со Наум Петрески и Гнездо. Ко дете на чошето тревот птици правеа дом. А како време мина, старците ги слушав, говореа за гнездо. А кода им се брза и зошто им се брза, пилците стана птици, се спрема за лет. Да заборават на гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави најсреќен, еј гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, прави по себе. Ветер ке го дувне некоја бура, не веќе гнездо. Некој ке остана дома и го градат својот дом, некои од очај. А кода им се брза и зошто им се брза, пилците стана птици, се спремаат за лет. Да заборават на гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави најсреќен, еј гнездо, тоа мало гнездо, тоа мало место, те прави посебен, еј. прави по себе.
стојат во Македонија го искористи да сними неколку видеозаписи за нови песни. Во ова издание на емисијата Наша сцена имаме интервју со Зоран Далчевски. Го промовираме спотот за песната Ти си моја Марика. Почитувани гледачи, денес во студиото на Импродукција имаме еден за нас драг и посебен гостин. Тој живее и работи во Америка, но извесен период е во родниот Охрид. Наместо на одмор, тој ги засука ракавите и се фати за работа. Го нарекуваат македонскиот или охридскиот Елвис Присли. Секогаш насмејан и расположен за музика и песна. Добре дојде, ке му посакам на Зоран Далчевски. Прво, пред се да ви се заблагодарам на поканата и добре ме најдов. Зоки, знаеме дека секогаш добро се чувствуваш во студиото на Импродукција, но како се чувствува Зоран Далчевски во моментов? Во моментов прекрасно покрај убавата водителка, како да не се чувствувам убаво. Ви благодарам на убавите коментари. Зоки, вие имате исклучително добар повод за вашето гостување тука кај нас, а тоа е новиот видеозапис кој го изработи во соработка со Импродукција за песната Ти си моја Марике. Ајде нешто околу песната, како се роди идејата за оваа песна, кои се вашите соработници? Па, вака да. Оваа песна е посебна, пошто е изработена со нови автори и е нешто сосем подруго од моите песни. Иначе авторите во комплетна изработка на Борче Нечевски, текст, студио, аранжмани и баш е она во стилот на Коцар Наудов, на биоритам на времето што беа. Весела, интересна, брзо. Значи, вие се пронаоѓате баш во овај нов стил? Па, баш тоа му оставив на Борче, пошто му верувам него и тој рече, Зоки, јас имам нешто посебно за тебе и ќе го направиме. Тоа да биде стварно екстра нешто и се надевам дека ќе биде убаво, пошто песната е многу интересна. Како поминавте на снимањето на спотот, на кои се локации се снимаше, тоа нашите гледачи ќе имаат прилика да го видат, меѓутоа ево вака вие ексклузивно ќе ни откриете во ова интервју. Па снимавме на повеќе локации, бевме малку до Будва, прошетавме, па тука Охрид некаде и на повеќе локации беше интересно, возбудливо. Го снимавме со прекрасните девојки од студиото Шанел од Битола на Пикси. И беше баш интересно, убаво. Некоја интересна случка во текот на снимањето да ни раскажете? Па, најинтересно беше кога снимавме во еден голем апартман, тоа беше таму најинтересно, пошто имаше доста гости и неочекувано испадна и баш најинтересно сите гости играја, се веселеа, заедно со нас, кои на балконите, кои на масите наши, кај што бевме тука во ресторанот. И беше тоа баш наинтересно, испадна како дел од самото сценарио. Баш како дел од сценариото, не беше предвидено, али беше интересно, убаво. Така, вашите очекувања да ни ги кажете за новиот видеозапис? Па јас се надевам дека овој ќе видите еден од најдобрите и најубави мои досегашни песни што се направени, интересни така, убави. Да се надеваме дека ќе биде добро прифатен и ќе имаме позитивни коментари од целата македонска и светска јавност. Јас се надевам дека ќе биде добар овај видеозапис, пошто јас си верувам на НТВ телевизија и сум нивни соработник од почетокот на телевизијата. Гледачите на НТВ сателитска телевизија добро можат да видат дека вие сте често застапени и во сите програми, емисии на Импродукција. А во продолжение ќе можат да го проследат новиот видеозапис за песната Ти си моја Марике од Зоран Далчевски. Уживајте!
ти си мојот спас. Ти си моја Марике, знаеш си од рад, а јас терам кајфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Сите твои другарки под дрво, под камен, 2 дена ме барат, кај сум забавен. Аман мори Марике, не фрлајте клетви, тако ми е друштвото, сите снапи. Знаеш ти, Мариче, колко љубам јас, ти си ми среќата, ти си мојот спас. Ти си моја Марике, знаеш си од рад, а јас терам кајфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Ти си моја Марике, знаеш си од град, а јас терам кајфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Ти си моја Марике, знаеш си од град, а јас терам кајфови, дури сум си млад. Јас се фалам секаде, маре со тебе, нека пукнат душмани се до последен. Пред неполни 3 недели го објавивте видеозаписот за песната Близнаци Чеда најмиле. Дали ги собравте вашите впечатоци после 3 недели од публиката, кои се коментарите на вашите најблиски и сите оние кои што има прилика да го видат? Па, пред се да ви кажам дека оваа песна ми е стварно драга и пошто се работи за моите близнаци, и јас реков ќе направам песна, пошто нема за близнаци песна, и реков ќе направам песна наменска за близнаци, и стварно имам доста убав впечаток од публиката и од гледачите, пошто тука се на видеозаписот и моите близнаци и мојата сопруга и јас заедно, значи целокупно е тоа наше, можам да кажам како наше видео, и сум доста задоволен, пошто е добро прифатена и интересна и песната, така певлива, убава, весела. Убав ритам, да, така. убав ритам и баш. Кога сме веќе кај вашите деца, би сакала да ве прашам дали тие веќе имаат пројавено интерес за музиката, дали баш вашата љубов и талент кон музиката ќе ја наследат тие? Па да се надевам, пошто јас, пошто горе кога вежбам, тие мене ме слушаат и застанати до мене и тие си пробуваат по мене, си певкаат помалу. И се надевам дека ќе продолжат. Сега нивни избор, али талентот е тука, сега ќе видиме, Така. оставаме на нивни. Што ново можеме да очекуваме од Зоран Далчевски во иднина? Па се спрема уште една убава песна, таа ќе биде сосем друг стил, за Неку дете, а Македонија е насловот. И во соработка е со Златко Миладиновски, комплетно и текст, и студио, и аранжман. Па дури сум тука, ево веќе стварно се ангажирав доста оваа година, многу, и се надевам дека ќе успееме да стигнам да снимам и наредното видео. Па гледачите ќе имаат можност малце понатака да ја проследат таа песна, таа ќе биде убава песна баш за она
наша Македонија, стварно, пошто јас ево заминат сум во странство и ги слушам нашите таму, само ја напаѓаат нашата Македонија. Јас со Златко Миладиновски направивме некои такви размени на муавети, но викам, најубаво ќе биде да направиме песна Неку дете ја Македонија, зашто каде и да одиме, поново си се враќаме во нашата Македонија и јас мислам дека поубава нема Македонија никаде. Каде и да одиш, али тука ни е најубаво. Значи, имаме прилика во најбрз период гледачите да ги изненадиме со уште една нова песна. Па се надевам и мислам дека ќе биде и таа една поубавите песни. Зоки, се почесто ве гледавме на македонските фестивали, каде што освојувавте и награди. Со оглед дека сте уште краток период тука во Македонија, дали можеме да ве видиме на некој фестивал за скоро време? Јас радо би на некој фестивал, али пошто мора такви ми се обврските, не ради мене повеќе за децата. Во Америка почнуваат порано и морам да си одам порано, али се надевам во иднина дека ќе се видиме на некој фестивал. Така, вашиот личен став за фестивалите во Македонија? Не знам како да кажам, јас мислам, добро е, убаво е тоа што ќе се представиме со убави песни, со ќе го видат, мислам, повеќе публика и кај нас во Америка, во Австралија и цела Европа. Тоа е убаво, што ќе се представиме. Сега за наградите не сакам да разговарам за тоа, не, тоа ќе оставам на одредени личности што се таму. За тоа. Така, со кој изведувач од македонската музичка естрада, ето може би имате желба да снимите дует? Со кој изведувач? Со секого би сум снимал, зашто да не, ето нека биде. Може да биде со машките Орце Стефковски, Тони Биоритам, да го спомнам, тој е еден од најдобрите другари, мислам, се дружиме многу блиски. Со секого би сум снимал, зашто да не, јас сум отворен за соработка со сите, па здрави, може би ќе би исправил. Така, освен вашите песни, на вашите настапи сигурно пеете песни на некои ваши колеги. Дали можете да извоите некоја за вас најдрага песна? Па, претежно јас сум таков тип жив, темпераментен и ги пеам Побрзите. побрзите песни, повеселите, повеќе ги практикувам од биоритам. Тие Султана, Паша и тие. Тоа нас што го барат публиката во Америка или? Да, ги бараат и ти сакаат весели песни, едноставно не сакаат оние баш што ги викаме ние за жалење, претежно сакаат весела песна, интересна. Па така и после периодот кој што беше Да, за нас, веќе е време за веселба. Баш така и сега ево веќе Дали е полна агендата со настапи на Зоран Далчевски, каде се нашите во Америка можат да дојдат и да го следат вашиот настап? Па после веќе ево при крај ми е одморот, завршувањето на мојот одмор се враќам во Америка и ќе можат да ме најдат во еден прекрасно нов реновиран ресторан, Sky Blue се викат. Тоа се едни прекрасни момци од тука од Македонија, од Струга, и бас ми е чест да ги поздравам и ними и да му посакам добра соработка да си имаме за секогаш. И ќе можат нашите во Америка да ме најдат таму за секој викенд. Еве на порака до нашите во Америка, доколку сакаат да уживаат во прекрасна музика од Зоран Далчевски, да го посетат ресторанот Sky Blue, затоа што навистина има што да посетите и навистина ќе има што да слушнете. Зоки, во најавата споменав дека вие сте уникатен и препознат лик по вашиот стил. Кој е изборот или креаторот на вашите костими? Да, мојот стил на облекување е малце поинтересен од другите. Таков ми е од секогаш ми бил и ќе ми биде. За костимите имав, дури бев тука, се грижеше една конфекција од тука од Охрид, али после заминување во Америка си се грижам самиот јас и стварно можам да кажам, ето ќе испани како фалење,
али имам некои интересни такви облека купено и кога излегувам на пазарење со сопругата и со децата и од црнците кога ќе ме видат се клањаат до земја. И то мене ми е задоволство и жена ми викат па не си стварно викат си не знам што да кажам за тебе, значи си необичен, знаеш, а тоа народот во Америка го цени, а тука можда ќе речат еве го се занесува, измислува нешто, али мојот стил е таков. Јас сакам да бидам необичен и по тоа сте вие и препознат. И по тоа сум препознат, и баш така. Така, Зоки, во нашиот разговор некако имав чувство дека вие сте една емотивна душа, а таквите луѓе кога тогаш знаат да станат и текстописци. Дали може би некаде во некоја ваша фиока или пак во вашите мисли стои некоја ваша авторска песна? Да, имам, можда ќе треба уште нешто да се дополни, али имам. Сепак и стои. пошто и песната ова за близнаците е мое дело, со уште еден други автор, една дополнавме заеднички, али ќе имам некогаш и моја, баш она лично мој текст од песна, ќе можат да слушнат гледачите. Почитувани гледачи, кога сме веќе кај песната Близнаци чеда најмили, предлагам за крај да ја слушнеме. Зоки, јас ви благодарам за овој наш разговор. Ви посакувам многу успеси, многу вакви музички проекти. Бидете тоа што сте и продолжите да го развеселувате народот. Ве поздравувам и ви посакувам секое добро и на вас и на вашата фамилија. Пред се ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Инстаграм телевизија и до сите гледачи кои што ме гледаат на земјината топка. Довидување, се гледаме во некое најскоро време. Се надевам. Поздрав.
Тоа беше интервјуто со Зоран Далчевски, а сега одиме понатаму со музика. Ке ги слушнеме група Респекти и нивниот нов проект со песни од група Алпина од 90-тите години. Сега касно е, друг те има знам. Пак да бидам, љубов твоја веќе не можам. Сега касно е, друг те има знам. Пак да бидам, љубов твоја веќе не можам. Каде и да си, веќе не сакам да знам. Пијам, лутам сам и не те спомнувам. Се што имав јас, моите очи две, за мене се спас. Сега останам, сам да тагувам, веќе не можам да се радувам. Сега касно е, друг те има знам. Пак да видам љубов твоја веќе не можам. Каде и да си, веќе не сакам да знам. Пијам, лутам сам и не те спомнувам. Сега касно е, друг те има знам. Пак да видам љубов твоја веќе не можам. Каде и да си, веќе не сакам да знам. Пијам, лутам сам и не те спомнувам. Сега касно е, сега касно е. Последна беше ноќ, ти нешто ме бавна, и отвори рана, и отиде сама. Ми отвори рана, и отиде сама. Последна желба имам, на гробот мој да стоиш, да ти простам никогаш, не можам и да ме молиш. Последна желба имам, на гробот мој да стоиш, да ти простам никогаш, не можам и да ме молиш. Ти не постоиш. Те видов вчера насмејана, а знај срце си ранета. Од тебе само тага остана, да боли и да те измачувам. Од тебе само тага остана, да боли и да те измачувам. Секунда прагот нема да го видиш и се молам да не те сретнам. Љубовта наша заборавија, не си ми потребна, жено неверна. Секунда прагот нема да го видиш и се молам
se, srce te moli, zaboravi se. Ako treba i ubi me, ti si danče delo mene. Vrati se danče, prosti mi se, srce te moli, zaboravi se. Ako treba i ubi me, ti si danče delo mene. Пред известно време во студиото на Им продукција проект сними Кико од група Болеро. Овој пат ќе го погледнеме и слушнеме со песната Боже чувај ја од зло. Навистина одлична изведба. Уживајте во продолжение. Та има очи, кои ми ги знае тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои крие цели светови, и би умрел јас за тие преградки. И би умрел јас за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, та нема да се врати, чувај ја од зло, та нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја od zlo. Da ima usni, vkusni kako zrela jagoda, koji nikoj ne gibaknuva ko jas, koji nikoj ne gibaknuva ko jas. Bože, ne mi treba ništa drugo, dok sum živ pod ova nebo, topla postela i oči što gi znam. Bože, angeli od nebo prati, ta nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, ta nema nikoj svoj, nema nikoj svoj. Bože, čuvaj ja od zlo. Bože, ne mi treba ništa drugo, dur sum živ pod ova nebo, topla postela i oči što gi znam. Bože, angeli od nebo prati, ta nema da se vrati, čuvaj ja od zlo, ta nema nikoj svoj. Bože, čuvaj ja od zlo, ta nema nikoj svoj, nema nikoj svoj. Bože, čuvaj ja od zlo.
Со оваа одлична изведба на песната Боже чуваја од зло, страна на Кико од група Болеро, го заокружуваме ова издание на емисијата Наша сцена. Не заборавајте да го гледате следното издание за една недела во исто време и на исто место со мојата колешка Ивана Крстановски. Довидување!